сакаме да отвориме дискусија, ќе замолам ако може пократка, да биде за повеќе луѓе да се отворат што има да кажат. Ајде, кратко. Збор два да ни кажете за вакцинацијата и аутизмот, дали има некаква поврзаност, особено поврзаност меѓу МРТ вакцината и аутизмот. Зошто не било која вакцина се поврзува со било кое разбојно нарушување, зошто толку МРТ вакцината? Јас прво да кажам за колешката, да ќе се согласам со вашата констатација, тоа што, иако јас не учествував во таа одлука која што ја кажувате, тоа беше токму тоа да ви земат само парите и таа не е вистинска аба. Тоа е само некој... Добро, потрошивме пари, си се подруживме и сепак си добивме сертификат, што сега сите се залагат за такви сертификати, мислам дека сертификатот дава знаење, но не. Но не е така и тој сертификат само може на зидот да си го закачите, а тоа не е вистинска. Веќе немаме место и на зидот. Така, тоа да се навртам на ова, ја сега не би ги расправил толку, инаку не рековте, би било пожелно ако најмногу дискусијата ваша да трае до 2-3 минути ако имате, за да може да што повеќе луѓе да прашуваат. Во однос на тоа, јас имам едно предавање одржано на YouTube каналот, кој ќе може да го најдете и тоа најубаво таму ќе го видите прашањето во однос на вакцинациите. Вакцинацијата сама по себе не е причина за аутистичен спектар, но има, тука се кршат доста од копијата и се разбира дека оние мејнстрим и фармацевски индустрии дека ја форсираат вакцината по секоја цена, но мораме да знаеме дека кај одредени деца кои што имаат генетска предиспозиција за одредени синдроми е апсолутна контраиндикација на вакцинацијата. И тука не можете вие да си играте играчки, што не значи дека не треба никого да вакцинирате, значи треба да се балансира. Најубаво би било, ќе го поврзам со последниот дел од моето предавање, персонализираната медицина, да може да се направи претходно пред вакцинацијата еден комплетен геномски скрининг и да се види таму каде што има одредени гени кои што се нарушени метаболните патеки, например да не може понатака да се обработуваат овие тешки метали кои што порано, особено тимерозалот кај МПР, затоа ја обвинуваат најмногу МПР вакцината како етил жива и јадниците укажувања на родители покажуваат, сега има и студии нормално кои што велат дека тоа нема врска, а има и студии кои што покажуваат дека навистина кај одредена субпопулација врз една лоша генетска предиспозиција МПР вакцината довела до една регресивна форма, таа се вика регресивна форма, затоа ја многу не според, не може да ви реков за 2 часа све да офатам. Затоа да упатувам на ова видео мое предавање околу 30-35 минути на мојот YouTube канал. Тука го имате YouTube каналот, можете да процедите и таму ќе го видите комплетниот одговор. Сега не можам за минута-две да кажам нешто што тогаш го кажам 35 минути. Во секој случај треба да се биде уште внимателен ако кај аутистичниот спектар што е секундарен, што се надрбусува на некој генетски синдром, нека не ме сватат погрешно и професор дома тука и други пријатели ако има, јас не би одел со понатамошни вакцинирање затоа што сметам дека ќе направи секако регресија. Ајде професор дома. Ќе си чуте, Не, ајде. Пошто има многу антивакцини, по цел свет има деца што не се вакцинирани, во Америка имаше епидемија на морбили и голем број на деца со стотици илјади беа вакцинирани со морбили и се дојде до заклучок дека инциденцата на аутизмот кај вакцинираните и невакцинираните сосема иста, нема разлика во вакцината. Тоа благодарејќи на антивакцерите дојде таква ситуација да имаме многу деца невакцинирани да се вакцинираат интервентно. А има многу деца што се родителите антиваксери, што не се вакцинирани, а доаѓаат кај мене со аутизам. И стварно не знам како да им објаснам дека вакцината, таа вакцина што не е причина за аутизам. Се погаѓа периодот на диагностицирање на аутизам со периодот кога се даваат морбили. Тоа е најголемиот проблем. Овие што се генетски се ретки може да се избројат на прсти. А за третманот може да го искористиме западниот систем. Пациенти што ми доаѓаат од Европа, било кој момент кога има дали при раѓање, дали покасно докторот или некој утврдил дека има посебни проблеми детето, веднаш се
алармира едукативниот систем. Едукативниот систем си го презема детето, почнува со рана стимулација, према потребите, дали треба окупационна терапија, дали треба физикална терапија, дали треба дефектолошка терапија, дали треба логопедски третман и почнува со напори за интеграција на тоа дете во школството. Доктор кој ќе го види, ќе го види. Така, не е хитна диагностика, хитна е стимулација, затоа што мозокот има своја пластичност, во одредени периоди, кој што кажа колегата, се развиваат одредени способности, а ако го изгубиме тој период, кога ќе се развие дефинитивна слика на болеста, третманот, модулирањето на мозокот не постои, значи третманот е неефикасен. После 3,5 години, 4 години мозокот веќе формира, давање на омега-3, давање на други суплементи, нема да има така добар ефект ако се дадат рано. Така да и тука треба да бидеме критични. Омега-3 во секој случај има позитивно действие, не е штетно да се да го пијат и возрастни, меѓутоа како модулатор на ова после 3-4 години стварно нема сврка. Јас сега заклучувам, пошто не имам мој ден. Една моја забелешка. Девејќи го последните во установата, во здравствената установа, мојот постер во вакцинации не беше заедно. Сме дискриминирае, значи, навистина се почувствував, не знам како да кажам, некоја дека јас не заслужувам мојот постер да биде тука заедно. А никогаш не сум била против вакцинација. Ајде дискусија. Ајде, која? Ајде, вие може слободно, ајде. Јас сум мајка на 6-годишно девојче, сега во февруар напој, таа е во спекторот. Моето прашање е лично за неа. Од тотално неразбирање контакт, најмање сега имаме контакт, имитација постигнавме, рецептивни одговори е подобрен. Дали сметате дека треба да ја запишеме со врсниците сега или да одложиме, бидејќи со ковидот уште доцнеме? Запишите. Точно 6 години има? 6 сега направи на 22 февруар и сега Не се сум ја говориме видел, дали... не сте били кај мене, наканат слепо да ви кажувам, не знам, но секогаш, ако ги има сите други квалитети воспоставено во однос на комуникација, разбирање со други, запишете. Концентрација и внимание. Но со образовен асистент задолжително. Концентрација и внимание. Тоа ми беше прашање. Концентрација и внимание. Дали има развијано? Внимание, победно внимание работи, ама некогаш концентрацијата е нарушена, тогаш не присуствува, не слуша. Ќе се Тој учи води професор А со Ушков. дефектолог работи до 2 години и 2 месеци. 5 дена му и со логопед. Концентрација и внимание. Тоа ќе се учи и ќе се подобрува, така да ако има веќе полни 6 години сега, во моментот во септември ќе има 6 години и 4 месеци, така да тоа е апсолутно. Прашањето ми е дали да одложиме, дека имаме... Нема потреба да одлагате. Нема да животе да се оди со врсници. Нема потреба да Ако одлагате. одложите, ќе биде за глава поголема од сите други деца и ќе запрекава. Тоа ќе биде дека е потреба. Вака како што Иначе кажувате, не е агресивно воопшто. ми изгледа на лесна форма, ама не можам да судам. И МКП поминате за личен Па не, асистент? ќе одиме на едно. Треба да одите. МКП со личен асистент. Само внимавајте во МКП за личен асистент кој ќе видите за аутизам да не ги напише специјалист радиолог за аутизам да ви го види детето. Внимавајте кои се во комисија. Господјата во шоутото. Ајде господо. Наставник билето 20 плюс година стаж, имала неколку дечиња што порано пред ковид беа поинаку квалифицирани. Сега прашањето ми е дали професор сметате тотална или делна инклузија во образование? Затоа што од индивидуалните случаи што сум ги имала, последно имам 2 дечиња, едно со церебрална парализа, значи имат родителите присутни, имав и асистент, имам голема помош од асистент. Од она што бројот на паралелките кажавте, колку од број на паралелката, се одредува и бројот на деца што можат аутистични да бидат одделени. Тие деца се мили деца, прекрасни деца, силни родители, значи јас сум задоволна во мојот досегашен стаж. Меѓутоа, стратегија
20 година, значи се уведува терминот аутизам. Може би и тоа е етимологија на, што кажавте во почетокот, причинителите може да бидат различни, разни видови болести ги спомнавте, генетскиот фактор. Меѓутоа, стратегија треба да има на државно ниво. Значи, вертикално и хоризонтално, меѓу, да кажем, општински оние центри што беа порано овде, имаше да се покриме специјална палетка, така да имаме ефективна ученица, да имаме ефективна настава. Јас сум лично заделена, не знам и вас ве свати во самото предавање дека и вие тоа го поддржувате, за да имаме успех, значи, за сите дечиња и за нив да биде патот пуштен во однос на идни граѓани и за други. И друго прашање, дали постојат светски фондови, светски организации, бидејќи јас ве следам вас и од вас многу имам научено, постојат фондови за деца со аутизам. Поголема имате поширока соработка, транспарентност, посетувате конгреси, трибини, ние сами учиме овде, не сме уште организирани на тоа ниво. Следиме преку интернет, некој еднаш годишно 2 предавања за инклузивност, а освен инклузивноста, ние како наставница и вие како лекар имаме доживотно учење, континуиран професионален развој. Значи, на ова треба сите да поработиме. И би предложила, бидејќи докажавте дека сте голем стручњак, да бидете во Национална комисија за образование и да помогнете таму до министерот за овие работи да се следат во овој дом. Благодарам конструктивно и прекрасно ги работи. Благодарам за сите комплименти. Не се познаваме, да не мислите дека е наместено, првпат ја гледам колешката. Вака, видите, во првиот дел многу сте сватиле суштината, јас сум за деловна инклузија, секако. Нема што многу да обратам, што тоа е тоа. Ако би нам поканат, ќе помогнем колку што можам, ако не, пак дека си терате, ако што мислите, тоа е тоа. Ќе тераме напречна, не е вертикална, не е хоризонтална, напречна надолу да се инклузија. Тоа е тоа. Дали не го прекима? Нешто? Или да прекинеме? Изак, ајде, Филип дома. Толку многу деца има со посебни потреби аутизам да може да обезбедите бар 10 пратеници во владата. Ако се сдружите сите заедно и да направите своје гласачко тело, без разлика која партија, може да обезбедите 10 пратеници кои што ги поддржуваат. Може и повеќе. Значи, кај нас деца, например, со спинална мускулна атрофија, сами си обезбедите терапијата која кошта негде 200.000. малку од 200.000. 500-600.000 евра правата која се кошта. Меѓутоа притиснаме на владата, притиснаме на ова и си добија. Така да вашиот притисок како родители, кои што сте активни, колку што треба да биде на докторите, на системот, толку треба да биде и на власт. И на тој начин да си го добијат децата она што им следи по сите правила, по сите права. И на крај крајшта општеството има интерес да тие деца бидат интегрирани, а не да бидат на терет на општеството. И она што кажа докторот на Запад, родителите ги гледаат деца да меѓутоа после 2 година мека да добија плата од државата за да биде со тоа дете. Така да има правена пензија што се ги гледа. Така да тоа е нешто што би требало да го добиеме и да го можеме за ова. Меѓутоа, ако се удржат сите деца луѓе со посебни потреби, верувајте ми дека ќе биде поеќе од било која партија. Сдружението за цистична фиброза успеа да го издействува лекот, така што тука зависи многу и од родителите. Се согласувам, јас тоа нема време да го фатам, но добро што го надопомнувате овој дел. Притисокот највеќе треба да биде врз властите, највеќе, не врз медицината. Најмногу врз властите, затоа што тие ги креираат политиките. И ако можат да даваат за 600.000, јас мислам дека е 200.000, исто во Србија многу е јако Сдруженијето за спинална мускулна атрофија, тоа знам. Мора да бидат поактивни, проблемот е што има повеќе 5-6 здруженија кои што некако се разединети, ако би биле споени и заеднички би действувале, може би имале поголем ефект. Еве, например, сакаше да дојде господин Зоран Јелков, може го знаете, од Штип. Вчера баш ми пише, сакал да ме изненади, пред 8 години дојде, но за жал имал некоја сообраќајна несреќа,
каде што возилото му се и добро што останал жив, бидејќи возел давно. Иначе сакаше да дојде и да даде подршка како родител и како родителска асоциација од Штип, иако Штип е на другата страна на Македонија. Ете мој апел, значи, за вас како асоциација да бидете по-здружени со другите здруженија од Скопје, од Штип и од Битола и на ниво на Македонија да можете како некоја чадор асоциација ако може да направите, бидејќи ние како МНЗ ние сме професионална организација, ние ќе ви помагаме во секој случај, но ние сме професионални, во нашето здружение нема родители кои што се заштети, кај нас се само професионалци. Но вие како родители морате да издействувате таа борба. За национална стратегија, например, единствено што требаше да ме повика и да као да правиме пред 7-8 години беше младиот министар Диме Спасов, ми прати покана и потоа дојде она афера, сега да не заблегуваме и ништо, тоа остана во фиока, ние се направи национална стратегија и ништо. Така што, ете, тоа е тоа. Реку, најмногу вие мора да се изборите. Мене ми е отличен модел, бидејќи го знам и моменталниот председател, тој е магистар Фики Гаспар, кој што има и центар во Скопје, да не му правам сега реклама, не е тоа претата, но тој со цистична фиброза успеа три кафта да ја обезбеди за десетици и десетици веќе пациенти, а леко знаете колку е скап. Така што, и тоа како го подобрува квалитетот на живење и го подобрува векот на живење. Па порано немало лице со цистична фиброза што доживува над 25 години. Еве професор Дума од педиатрија, знае, немало. Сега имате вие лица и по 40-50 години што си живеат нормално со цистична фиброза. Така, да не одиме кај други состојби, да уште малку, кај 3 максимум можеме, а? Ајде уште 15 минути имаме дискусија и да привршиме. Ајде, поведете. Благодарам. Значи, немам конкретно прашање, меѓутоа имам констатација за ова сега што го слушнав и од професорот, доктор и од докторот невролог. Значи, да, родителите треба да бидат оние кои што ќе бидат моторот, заради тоа што ние се соочуваме со реалните проблеми. Меѓутоа, утописки делува кога ќе се кажи сите родители. Значи, родителите имаат толку проблеми во тоа да ги кренат децата и да направат нешто од нив, што нас ни треба системски решенија, ни требаат првенствено и ова што го говориме сега професорот, значи од една страна кога го слушам, јас си викам кај живеам, дали некогаш кај нас ќе почнеме со реална рана интервенција, заради тоа што се што кажа професорот, не само што држи вода, е со на некој начин, ако така би биле нештата, би биле совршени. Меѓутоа, ние, значи, моменталната слика на здравствениот систем и ова што ние го имаме како рана интервенција е вака со амплитуда тука и значи да. Следна работа, значи, што се случува, јас ќе ги прашам тука сите оние кои што работат со деца со посебни потреби, но знаете со аутистични, бидејќи за тоа е екипината, логопеди и дефектолози или специјални едукатори. Дали вие како стручњаци, кои што ги гледате сите проблеми со кои што се соочуваат родителите, правите нешто за да се воведат некои други работи, да се променуваат работите на подобро и да не тежи финансискиот резултат на родителите. Бидејќи секое дете кое што ќе биде после 3 годишна возраст или 4 или 5 диагностицирано, а од доктор, замислете, од доктор диагностицирано на година и пол, од држава на 3,5. Тоа е веќе дискриминација. Значи, кога вие тоа го знаете, а што сте први на удар со нашите деца, вие треба да не поддржите. Сега, извините, вие бевте родител со аутизам од Битола, така? Да. Значи, јас со 18 години, значи, кога почнав во здравство, значи, малку искуство во ќе кажам, кога реков да се работам како дефектолог, значи, мене, знаете што ми рекоја директори и видни личности, ние немаме доктори што ќе не е дефектолог, што ќе речат кугезо. Значи, кој е примитивен одговор? Значи, не ме прифакаја. 7 години се извинувам. 7 години, значи, сум волонтирала без пари заради тоа што сум сакала тоа да го работам и сум имала некоја визија, несватена. 3 години останата во ходник, со читање книги, пошто немавме столче за дефектолозиве.
И затоа ми беше целта, значи, и сега, значи да се државата води крижа, да нема веќе пералници на пари. И тоа исто, значи, настане едноставно родителите наместо да сватат реалноста, тие фактички дојдат до загуба, до финансиска штета. Посебно права мобет, пошто кај мене доаѓаат веќе деца и на 2 години, на третмани, значи тие имаат преголеми, да речам, надежи и тие уште не можат никој, не зборувам за сите, да сватат реалноста. И едноставно, значи не само сега што се оди во Македонија, значи одат и надвор во Европа, значи плаќаат толку голема сума на пари, ради тоа што, пак ќе речам, некој освестување треба и кај стручен кадар на дефектолози, логопеди, дека не е материјалното друго прашање. Затоа, значи, се борам за се да бидова на држава, да не ме разбирате. Пошто сепак, само да прекинам, значи, доколку се има прво љубов кон оваа професија, ќе се има и напредок. Да не ме разбирате. И целта ми е да го сузбивам приватното. Ако сте подршка, одиме заедно. Само да нема, значи, делба на родители, не знам, јас за ова дружение, јас одам за ова дружение, да го сплотиме заедно, да го сузбиваме приватното. Доста од манипулации, значи, со ваквите деца, доста едноставно од лажни надежи и така натаму. Секоја ви честим, многу ви благодарам што вие сте за нашите деца, меѓутоа уште некои работи кои што сакам да ги потенцирам. Значи, тоа што кажа, правната интервенција сосема контрадикторна на системот наш моментален. Ова што го говореше професорот за аба-терапијата. Кога ќе одите во МКФ, кога вашето дете ќе дојде да биде диагностицирано, Со диагноза. Од доктори ви кажат, значи јас имам случај за кој... Значи за МКФ. Сакам само друго нешто да Само да кажам, значи МКФ тоа е добро се, а е тотално промашување. Значи мене ми дојде дете со аутизам во комисија каде што стои специјалист радиолог. Слаб. А кај хронично болни невролог. Значи МКФ е тотално промашување. Значи идејата е добра. А и она што го прави МКФ е катастрофа. Значи напред ще помолим хаос. А иначе и таа одлука е заврши, не знаете. Сето тоа се сложувам заради тоа што сепак јас верувам на извештајот на мојот доктор, на мојот невролог, на детето, психијатар, генетичар, имунолог, а МКФ веќе со социјалните работници треба тие извештаи да ги сублимираат и како такви да достават. Да, и да напишат, например, тоа да постигнат за тие години. Меѓутоа, поентата ми беше друго да потенцирам. Значи, кога едно дете, да речеме, во најпозитивна смисла, добива 5 логопедски и 5 дефектолошки третмани во текот на една недела, што би било одлично, доаѓа реалноста дека ние не максимум што може да искористиме за детето на државност се 2 третмани, бидејќи нема каде. А дури, ова сега професорот што го говореше за аба-терапија, професорот кај нас аба има по 200 години. Знаете зошто? Ама ево ви кажам, заврши сертификата, ама ви иде да ја правите и толку. Значи, овие на сузбивање, значи на се тоа. Значи, јасно ми е тоа, поентата ми е да ги мотивирам, значи, луѓето кои што работат со овие деца и тие заедно со родителите да се бунат против системот, еве како што Ево, значи јас се бунам само се... И, значи, кога професорот кажува дека најдобри резултати во рана интервенција дава аба-терапија, а нас ни викат дека 15 минути во недела е доволно после дома. Не, пак ќе кажам за тоа, извини ќе ме прекинам, пошто морам и да прекиниме се. Значи, ако јас пак ќе речам, некојаш 15 минути, ако се, значи, сконцентрирани, ако се посветени, се подобри од 2 сати. И мислам толку. Не е битно временското, значи, пошто значи мора да се следи, Некогаш, значи, 5 минути доволно е разговор со родител, со дете, а не 1 сат или 2. Значи, со тоа приватното, тие приватни часови кои ги даваат во сат време, дали ме разбирате? Значи, само е давање пари. Ништо. Така да мислам, значи пак ви одите пак во приватното да е сад, да ви кажувам, ако е ефективно работење, или 2 или 3. Добро, значи прекинуваме ви, благодарам за поддршката на сите, се гледаме нареден пат. За најдобро. Благодарение за присуството, Еве.
Ще ще трябва да слушат и от този Мойсей Козанци.